Продолжуваме со предвидените содржини. Еврокомесарката за проширување Марта Кос на лидерската средба ЕУ Западен Балкан во Скопје порача дека сега е историски момент за обединување на Европа преку проширување. Таа истакна дека постои јасен консензус во Европската Унија за забрзано приклучување на регионот и повика на искористување на шансата. Кос додаде дека реформите се тешки, но неопходни и ја истакна европската солидарност по трагедијата во Кочани. Пред малку заврши и заедничката пресконференција со премиерот Христијан Мицкоски, кој беше домаќин на самитот. Таму е колегата Петар Догов. Петар, повели со деталите. Токму така, еврокомесарката за проширување Марта Кос овие 2 дена во Скопје поодговори до каде се земјите од Западен Балкан, односно од регионот, со спроведување на реформите кои што се обврзаа да ги направат, а за да го спроведуваат оној план за раст на Европската Унија, кој што е механизам кој што треба да им помогне на земјите во интегрирање на Европската Унија, односно да го забрзаат процесот со тоа што ќе извршат реформи во неколку клучни гранки и со сето тоа ќе ја усогласат нивната законска регулатива со регулативата која што е важечка во Европската Унија. Марта Кос пред малку на пресконференцијата кажа дека европските држави, односно земјите од Европската Унија, имаат волја за проширување, а дека планот за раст треба да помогне како механизам да се забрза евроинтегративниот пат. Мицкоски на пресконференцијата исто така додаде дека Македонија се залага за реформи, дека продолжува по европскиот пат, но не прифаќа да има уцени на патот и ќе се противи секогаш кога ќе се појави таква нелогична за него пречка. Овде слушаме дел од изјавите за планот за раст кои што ги има Марта Кос и Христијан Мицкоски. Се фокусиравме на реализација на планот за раст на ЕУ за Западен Балкан, кој представува историска шанса за сите нас. Тој е механизам кој ни овозможува не само пристап до инвестиции и фондови, туку и мотивирачка рамка за напредување на владењето на правото, ефикасноста на институциите и економската конкурентност. За нас овој план не е формалност, тој е алатка преку која ќе ја трансформираме земјата, ќе ги модернизираме јавните услуги, унапредиме образованието, ќе инвестираме во енергетска и дигитална инфраструктура, ќе направиме татковината вистински европски дома, пред да стане формално дел од ЕУ. Но исто така сакам да бидам јасен дека нашите чекори по европскиот пат се со отворено срце и разум, со прифаќање на европските вредности. Меѓутоа се противиме на уцените кои не се дел од тие вредности. Не прифаќаме наметнување под маска на европскиот процес. На средбата пренесов јасна порака, искористете оваа можност, геополитиката е променета и гледаме вистинска заложба за проширување во главните градови на Европската Унија и за изградба на силна Европа која што ќе преземе контрола врз сопствената иднина. Потребни ни се сите европјани кои што ќе соработуваат, вклучувајќи ги и земјите од Западен Балкан. Планот за раст носи опипливи социоекономски придобивки за граѓаните на Северна Македонија и другите земји од Западниот Балкан пред пристапувањето, како што беше посочено во заедничката изјава на лидерите денеска. Па така, наша одговорност е да го спроведеме во корист на вашите граѓани и деловни субјекти, како и со помош на Европската Унија. Тоа е суштински дел на она што го нарекуваме забрзана интеграција, при што може да се интегрираме во регионот и во единствениот пазар, како и во политиката за безбедност пред да станете членки. И зборувавме за нашите планови, а сега влегуваме во фазата на имплементација, така што овој самит за планот за раст за прв пат се однесува на имплементацијата. Со гордост можеме да ги прикажеме првите резултати. 75% од договорените реформи општо за сите држави се или спроведени или се во тек, меѓутоа 1/4 се уште не се реализираат и ги поттикнувам лидерите да го интензивираат ангажирањето околу на тамошната имплементација.
По овие изјави кои што се однесуваа на планот за раст, спроведувањето и следните чекори, Марта Кос, еврокомесарката за проширување и премиерот Христијан Мицкоски се соочија и со новинарски прашања. Па така, неизбежно беше прашањето за еврокомесарката околу евроинтегративниот пат на Македонија, односно проблемот со источниот сосед Бугарија, во која насока ќе се движи и дали има некакви гаранции од Унијата дека нема да има и понатамошна билатерализација на нашиот евроинтегративен пат, а на тоа Кос одговори дека најдобра гаранција за виднина е испораката на резултатите на реформскиот пат. За извештајот на известувачот Вајц во Европскиот парламент и најавениот амандман од страна на Бугарија дека ќе бараат да се додаде придавката современ пред македонски јазик, еврокомесарката кажа дека идентитетот не зависи од политички прашања и политички одлуки, туку од чувствата. На ова се осврна и премиерот Мицкоски, кој што кажа дека очекува секаков инженеринг и ништо не би го изненадил, а исто така председателот на владата и отфрли тврдењата дека бројни министерства многу доцнат со обврските кои што ги преземале за спроведување на реформи во јунскиот рок, кои што се однесуваат токму на реформи кои што се дел од планот за раст, односно реформската агенда на Македонија. Тука ги слушаме вториот сет изјави. Да искористиме оваа можност и да дадеме свој придонес не само двете земји, туку и Европската Унија, за да дојдеме до начин кој што ќе ја овозможи на Македонија да ги почне преговорите, што е можно поскоро. Најдобрата гаранција за овој процес е да се испорачаат резултатите. Како што кажав, овие 2 дена Марта Кос е во посета на Скопје. Овде се и лидерите на земјите од регионот, односно земјите од Западниот Балкан. Се одржуваат панел дискусии. Едната беше утрото во 10 часот, а едната е за околу 1 час од сега, на која што ќе се разгледуваат следните чекори, односно механизми како поефикасно да се спроведуваат реформите кои што се преземени како обврска од страна на државите согласно планот за раст. Остануваме да го проследиме настанот до крај со нови детали во следното информативно издание.